Долгогодишните аналитичари за балкански прашања професорот Даниел Сервер од Универзитетот Џонс Хопкинс во Вашингтон и Флориан Бибер, професор за југоисточна европска историја и политика при Универзитетот во Грац, Австрија, наведува дека резултатот од изборите во Северна Македонија е очекуван, но престојат тешки преговори за коалицирање во жешкото лето. It's a very close outcome. I think Zaev did extraordinarily well to overcome the opposition to the president. Многу тесен исход. Заев оствари добар учинок со надминување на оспорувањето на договорот од Преспа од опозицијата, но и ВМРО ДПМН постигна извонреден резултат во опоравување од времето на Груевски. Добра вест е што се одржаа избори. Резултатите се јасни и сега останува на партиите да преговараат за формирање влада, а тоа ќе биде тежок процес. Кој ќе формира влада? Whoever shows up in parliament with a majority is going to end up governing the country. Кој ќе обезбеди мнозинство во парламентот, ќе води државата. Нормалниот процес е СДСМ да добие прв шанса да формира влада, но зависи и што ќе одлучи ДУИ и другите албански партии. Тоа во голем дел е согласно со традицијата во Македонија, кога при преговарањето меѓу македонските политички партии им остава на албанските партии да бидат клучни во процесот. На иста линија е и долгогодишниот аналитичар од Универзитетот во Грац, Австрија, Флориан Бибер. Well, I think it's very clear the largest party should have the first try of forming a government. The argument that it has anything to do with ethnicity or nationality is absurd. I mean, it's a matter of Јасно е дека партијата со најголем број гласови треба прва да има шанса да формира влада. Аргументот да се поаѓа од националност или етничноста е апсурден. Се работи за волја на мнозинството од гласачите. СДСМ има најголем број гласови со коалицијата пред изборите. ВМРО ДПМН е губитник на овие избори. Беа во опозиција изминатите години и не успеа да капитализираат на прашањето со промената на името, туку имаат послаб резултат. СДСМ минатите избори заврши на второто место, а сега освоја најмногу гласови и веројатно ќе формираат коалиција со која било албанска партија. Според Бибер, сликата на теренот и начинот на кампања ја доволува реалноста во која се наоѓа Северна Македонија на политички план. Well, I would say it's fairly expected in the sense that we expected a tight race between the Social Democrats and ВМРО. Би рекол очекувани, како што се очекуваше тесна трка меѓу социјалдемократите и ВМРО ДПМН. СДСМ се очекуваше да има блага предност, иако резултатот е малку потесен отколку што се прогнозираше. Севкупно исходот од изборите не е изненадувачки и е одраз на сликата на теренот. ВМРО ДПМН не капитализираше на кампањата што ја водеше, а социјалдемократите не добија целосна доверба од гласачите на изборите. Во реакцијата од ОПСЕ се вели дека предвремените парламентарни избори во Северна Македонија беа добро организирани и покрај пандемијата, но правната сигурност остава простор за загриженост.